Добро утро, се јавуваме од стационарот Лајка, кој што се отвори неудамна или отприлика пред еден месец. Веќе може да забележите дека околу нас, не знам дали камерата ги забележува кучињата кои што не дружат ова утро, а инаку на линк со нас ќе биде директорката на Лајка, Тина Петрушевска. Добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро, добро дојдовте и вие. Драго ми е што покажавте интерес да дојдете во ЈП Лајка и што покажавте интерес за нашата работа. Поздрав до студиото, до вашите колеги, поздрав до гледачите. Веќе, како што кажав, нешто повеќе од еден месец сте веќе отворени. Каква е ситуацијата? Што се случува тука? Има ли раздвиженост? Колку кучиња се вдомени? Колку кучиња се од друга страна пак тргнати од улиците? Така, значи точно еден месец како се отвори предпријатието. Со работа зборуваме со заловување, започнавме минатата недела. Овие кучиња кои што ги гледате овдека се наши вдомени, кои што се на предпријатието. Ги имавме затекната од претходниот стационар Вардариште и одлучивме да ги задржиме. Нивниот дом да биде оваа администрација. Што се однесува до моментот за ловување, значи веќе двата тима ни се подготвени. Едниот е интервентен кој што постапува по пријави на граѓани, односно зборуваме кога имаме пријава од граѓани дека некој е каснат и тие пријави во моментов ги работиме, 50 и нешто се на број. Им дадовме приоритет на истите затоа што сепак безбедноста на граѓаните ни е најважна во овој момент. Што се однесува до оној тим кој што ќе работи регуларно по акцискиот план, кој што е врз основа на проценката на популација на бездомните кучиња, си започнува да си работи редовно по реони, односно се заловува 24 часа на ден. Значи немаме пауза. Тоа е онаа шинтерска служба која што е навистина озлогласена меѓу населението и кој што љубителите на кучиња навистина не ја сакаат. Ке може ли да кажеме дека ќе работат на некој начин кој што ќе ги третира на подобар и похуман начин животните? Така, шинтерска служба мене лично како категорија воопшто не ми се допаѓа и работиме нешто сосема поразлично од тоа. Овие луѓе се обучени на факултетот за ветеринарна медицина во Центарот за благосостојба под менторство на професор Владко Илиевски и професор Владко Петков. Морам да кажам дека оние методи кои што се користеле во минатото сосема се напуштени. Значи ние дури не ни користиме сајли за заловување. Сите кучиња кои што досега се заловени, од прилика се околу 20 на број, зборуваме по пријава, се заловени со храна во раце и со поводник. Значи самите кучиња одат на поводник. Многу од пријавите на граѓаните не се издржани, морам да кажам, дека кучињата напаѓаат или слично, лично и јас, дури и докторот, кој што е вработен тука, одиме на терен со заловувачите и до сега не сме имали апсолутно никаков проблем. Значи сите кучиња се релативно мирни, така што гледаме малку да ги филтрираме тие пријави. Разбирам дека не се сите љубители на животни, има многу граѓани кои што имаат страв, основан или неоснован, меѓутоа ние сме тука во служба на сите граѓани, не само на одредени групи или поединци, а сето тоа да биде со хуман третман кон животните. И сега, кога сме веќе кај заловувањето, капацитетот на Лајка е околу 100 кучиња, колку што се сеќавам, тоа беше кажано и на самото отварање на стационарот, меѓутоа надвор во Скопје по улиците има многу поголем број на кучиња. Како тоа ќе се изрегулира? Разбирам дека впечатокот е дека има многу голем број на кучиња. За таа цел, значи да не лутаме, и акцискиот план го изработивме врз основа на проценка на популацијата, која што ја изработивме во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина. Студентите на вистина ни излегоа во пресрет. Сакам да ги поздравам и да им честитам за нивниот ангажман по повод проценката на популација. Извештајот кажува нешто сосема друго, околу 2000 кучиња кои што се бездомни на улиците. Може би имате чувство дека се повеќе затоа што се групирани во чопори, па граѓаните имаат чувство дека нивната бројка е многу поголема. Се оди плански, значи како што кажав, се работи по акцискиот план, по реони и плюс интервентно, значи оние кои што да речеме условно дека напаѓаат или дека каснале граѓани. Значи колку кучиња се во Скопје на улиците? Околу 1970 е сега капацитетот кој што го спомнавте од 100 кучиња, 50 имаме во домување, 30 има во карантинот и уште 25 има во постоператива. Морам да кажам дека ние сме транзит центар.
Имаме често јавувања од граѓани кои што велат дојдете и земете си ги кучињата и нормално не е ни нивна обврска да се грижат што и како ние правиме понатаму, меѓутоа многу од нив и не разбираат дека ние не ги зимаме овдека и трајно да ги стационираме. Значи ние сме задолжени истите да ги вратиме на локација откако ќе поминат хуман третман. Наша цел е и во насока на намалување на популацијата на бездомните кучиња на улица е да им најдеме соодветен дом. Значи куќата откако ќе го помине третманот оди во делот за вдомување, откако ќе го исцрпиме времето за вдомување, за жал ќе мораат да бидат вратени на локација. Она што го имам информација од Агенцијата за храна и ветеринарство е новата база која што се однесува на евиденција на кучињата кои што се носат во прифатилиште, значи во ова прифатилиште конкретно. Имаме еден момент кој што значи координати на заловување. Значи нема да има простор за грешки или барем тие ќе бидат сведени на минимум. Секој заловувач е задолжен во моментот кога го заловува кучето да ја евидентира локацијата, односно според координати, така што кучето ќе може да се врати на истата локација од која што е заловен. Сега, она што верувам дека ќе ја интересира и поголем дел од јавноста, која што често оставаше и коментари по социјалните мрежи околу шпекулации и обвинувања до вас, меѓутоа и до работењето на претпријатието, дека се работи несоодветно, дека се троши недомакински, наместо да се наменат тие средства за кучињата, дека се опремувал луксузно овој стационар. Мислам дека токму вашиот одговор би било фер да им го дадеме на нашите гледачи. Така, да, драго ми е што имам можност конечно да ги разрешиме дилемиве. За да работиме, односно за да биде успешен цел овој процес со вдомување, со хуман третман на животните, мора да работиме сите заедно. За да работиме заедно, прво мора да се почитуваме и да се изолираме од половични, нецелосни и невистините информации. За жал, дел од мојата работа е и тоа што се случуваше по социјалните мрежи, го прифатив како такво. Сега за работењето на претпријатието ние секој месец поднесуваме извештај, исто така и на 3 месеци, на 9 месеци и на една година. Да, точно е дека бев обвината за недомакинско трошење во момент кога јас дури го немав ни мојот потпис депонирано во КИПС, што беше практично е невозможно да имате јавна набавка додека немате депонирано потпис во КИПС. Исто така, за да започнете со јавна набавка, треба да имате комисија од лица кои што се вработени тука. Ние до 15 јуни немавме вработено овдека лица, така што не е можно претходно ништо да е купено. Се што кружеше по социјалните мрежи, конкретно за каучот, значи можам да кажам дека си го донесов јас и ете го уште тука седи, така да, тоа е тоа. Тина, јас тука некаде ќе ти заблагодарам за издвоеното време и за гостувањето во утрински брифинг. Еве, ќе ти отстапам уште 30 на секунди, можеби да ги повикаме нашите гледачи веќе да почнат да доаѓаат и од тука да вдомуваат кучиња. Така, за кратко ќе биде првата тура на кучиња, да кажам, подготвена за вдомување, така што ќе бидат објавени на нашиот вебсайт, граѓаните ќе може да си закажат состанок. Јас морам да се заблагодарам на граѓаните кои што од сам старт имаат одлична соработка со заловувачите и сами пријавуваат малски миленици, дури некои и сами ги носат. Таа е и нашата цел, значи да имаме соработка која што е неизбежна за овој процес да биде успешен. Ке ве замолам и вам и останатите представници на медиумите да бидете партнери во нашата мисија, со точно и навремено информирање на јавноста и заедно да ја подигнеме свеста за одговорно сопствеништво и вдомување да изградиме култура за вдомување на бездомни животни. Нашиот тим во секое време ви е на располагање и можете да добиете од тука точна и прецизна информација за нашето работење. Благодарам. Уште еднаш ти благодарам и јас, а секако по толку долго очекувано отворање на овој стационар Лајка, секако дека ние како медиум и понатаму ќе останеме и ќе ги следиме случувањата од тука со цел да ги информираме нашите гледачи.